Благодарам, почитувам председателе. Почитувана колешке, јас малку зборував и на Комисијата за политички систем околу овој закон, сега се јавив на реплика. Зошто? Видете, ние имаме проблем со јавното обвинителство и тоа е факт. Јавното обвинителство има доверба од 2%. Тоа исто јавно обвинителство во 2011 година имаше доверба од 34%. Во 2016 29%. На 29% вие знаете дека имаше незадоволство кај граѓаните, па имаше една така наречена шарена револуција по која што следуваше промена на власта, а по промената на власта следуваше оној насаден орган кој што се викаше СЈО. Наместо да се подобрат работите во јавното обвинителство, знаеме како заврши. Неславно со Катица Јанева. После тоа имавме ситуација со Русковска, па слушаме со Харулахи, па после тоа имавме последната изјава со Лела Кадрио и на крајот она што се случи со Артан Груби. Како мислите вие да го подобриме системот доколку не дојдеме до промена на законскиот текст? Во овој денеска ние само одлучуваме дали треба да се промени законот и дали има потреба од промена на законот. И сметам дека сите заедно како пратеници мораме да дојдеме до заклучок дека има промена од законот. Во оној дел во кој што вие зборувате имате своји критики на законот. Јас верувате дека јас имам критики одредени на законот. Сосема спротивни од вашите. Вие сметате дека со зголемувањето на независноста наводна, она што вие наводно го зборувате дека на тој начин ќе зголемите независноста на јавните обвинители, напротив, ние видовме дека со донесување на таков тип на законски текст до каде го доведовме јавното обвинителство. Од 34% на доверба, што е катастрофа, на 2% на доверба, што е статистичка грешка, тоа веќе не е доверба, тоа е нефункционален и непостоечки орган. И кажете ми вие, кога зборувате дека овој закон е нереформски и кога сметате дека треба да се извршат корекции во конотацијата во кој што вие сакате да ги извршите корекциите на законот, тој ќе го донесе буквално на она што претходно го имавме, а тоа е нефункционално јавно обвинителство. Мора да почнат конечно јавните обвинители да одговараат за својата работа. Бидејќи јавните обвинители во претходните закони не одговараа и правеа што сакаат. Уште една работа треба да знаете и вие и јавност. Јавното обвинителство не е дел од судската власт. Тоа е странка во судските постапки, а не е дел од судската власт. И таа нивна наводна независност е всушност правење на систем во кој што тие се над сите возможни закони и не прават ништо во принцип. Ние мораме да направиме реформски закон и овој закон е добра основа со одредено подобрување ние конечно да воспоставиме систем кој што ќе почне да функционира, бидејќи вака не функционира. Благодарам.